Контра најавите за демократија во партијата, Максим Димитриевски доби исклучување од СДСМ, бидејќи одлучи да оди како независен кандидат за Куманово, иако според анкетите тој има најголем рейтинг во градот, неговата партија реши да оди со друго име. Низ јавност има повеќе шпекулации кои се причините за тоа, а она што најгласно се споменува е дека станува збор за несогласување со лидерот Заев, како и со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој е токму од Куманово. Поради овој како стана јасно дека СДСМ нема да го поддржи, Димитриевски реши да трча како независен, а генералниот секретар на партијата Љупчо Николовски со малку лут тон соопшти дека поради ова Кумановскиот градоначалник повеќе нема да биде дел од социјалдемократите. Ќе започнем од бастионот на СДСМ, победничко Куманово, во општината каде што актуелниот градоначалник самиот отиде против себе, против СДСМ, против граѓаните, со што и самиот се исклучи од партијата, одиме на победа со Оливер Илиевски. Да биде јасно, СДСМ во Куманово има еден кандидат. Ја има најдобрата понуда за кумановци, а тоа е Оливер Илиевски. Она што е чудно во ваквата одлука на партијата е што доаѓа само неколку дена откако Заев ги поздрави независните кандидати, велејќи дека тие биле доказ за демократијата и она за што се бореле СДСМ. Тоа се должи на слободата и демократијата. Ја сакавме и ја живееме. Ова е убавината на демократијата и слободата која што ја носи. Ние не ја подценуваме ниту една листа, важна е секако, но Социјалдемократскиот сојуз знаете дека од 2013 година наваму е единствен, настапува единствено и овој пат ќе настапува единствено. Без поддршка од партијата за втор мандат остане уште еден градоначалник за кој се шпекулира дека не е во баш најдобри односи со Заев и раководството. Станува збор за Саша Богдановиќ од Центар. Тој беше еден од оние кои порачаа дека треба да се слушне гласот на Бранко Црвенковски, кога поранешниот лидер побара одговорност од Заев. Многу е битно да знаеме отприлика што е цената која што треба ние како општество да ја платиме. Сепак верувам дека се искрени намерите и како сугестии, како критики, добронамерни предлози, се со цел да се постигне едно единство како држава, не зборам како политика или како партија, за да имаме, ајде да кажеме, еден исчекор во еден процес во кој што на жалост сме биле долго време заглавени. СДСМ со нов кандидат ќе оди во Струмица, родниот град на Заев. Таму поддршката од партијата доби пратеникот Костадин Костадинов, кој важи за еден од најблиските луѓе од доверба на премиерот.